Македонската православна црква секогаш и секаде со својот народ. Таа не обединува, не држи заедно и ни дава сила. Не еднаш и не од еден ги слушаме овие зборови кога сме дел од македонската диаспора. Виена, Македонска православна црковна заедница Свети Наум Охридски. 2 децениски јубилеј полн со спомени, но и со анализа за тоа колку можеме повеќе и како треба заедно да живееме. Ги осетивме тие потреби да бидеме ние, да се сплотиме и да се собереме македонците, а единствен начин за да се собереме го видов преку црквата. И така се створи една идеја кај мене, за да покушаме на таков начин да ги собереме македонците, затоа што со право можем да кажем дека ситуацијата беше жална, голем дел на македонците се осеќа веќе југословени и многу малку се осеќавме со едно македонско чувство. И затоа беше целата моја замисла преку црквата да ги обединиме македонците. Пред 20 години 15 фамилии го оствариле својот вековен сон. Добиле благослов да имаат и тие празнични богослужби. Тогаш црквата била под наем. За денес гордо да се пофалат дека имаат своја црква на земјиште кое го купиле од австриските власти. Ама тоа е сега гордост наша. Тоа е едино наше македонско капче. И секој македонец треба да се осеќа како дома. Тоа е чисто наше, го купивме. Ние многу макотрпно почнавме. Пред 20 години. Кога почнавме ние една група правиме план за тоа само го славиме Великден и Божич. Околу 500 фамилии се активни и во културниот и во верскиот живот. Ние македонците често знаеме да се чукаме во гради, да кажуваме како сме ние библиски народ, како сме народ спомнат во Библијата. И дека со самото тоа ние треба секогаш да пребиваме во благодата Божја. Но напротив, ние ги имаме постојаните искушенија во растењето и на духовен план околу признавање на црквата и околу признавање на името на нашата држава. Значи не е тоа тука, сакам да сватите дека како онака како што Христос им се обратил на неговите сонародници, така и ние треба да го поимаме ова наше искушение што го имаме моментално, затоа што ако сме спомнати во Библијата, тоа не е само чест, тоа е и обврска ние да се држиме сите заеднички, да растеме во верата и на тој начин да ги надминуваме искушенијата. Ден пред јубилеот, сите помагаат, се организираат за неделна литургија, а потоа и за заеднички ручек. Тука мерило нема, зашто ние сите сме на доброволен начин, ќе се слушниме, јас работам до 5 сато, ти до кај си со работата, јас сум во таа страна од Виена, јас сум во таа страна од Виена, ајде да се најдеме таму Макдоналд да речеме или на некоја бензинска, па од тука одиме заедно да сработиме нешто. Си ги делат спомените. Помладата генерација веќе знае дека треба да даде повеќе и да ја зацврсти позицијата во австриското општество. А корените ги зацврстуваат уште повеќе. Заедно, секоја недела, малите имаат часови по фолклор и по веронаука. Куд Македонка е организирана, мислам, засновена 2005 година од господинот Павле Кајмаковски во тогашно време. Иначе друштвото СНС е некаде над 70 членови моментално број. Имаме повеќе групи, повеќе секции. Најмалата јуниорците се од 6 до 11 години. Средната се младинците до 18 години. После тоа имаме една група 30+, и имаме исто пејачка група. Јас мислам дека ова заедница, сега моментално зборуваме за црковна општина и за многумина македонци, повеќето македонци се православни, тоа е и централната точка и причина за да се соберат, значи за празници и така. Но јас имам замисла ова заедница да стане вистина поширока, нека си биде црквата во центар, но да имаме и во иднина и градинка своја, и школа можда македонско и така, значи да се прошират активностите наши. Ние ова тука го наследивме од постарата генерација, земјиштето и овие привремени објекти ги наследивме од постарите, така да што ние нашите планови понатамошни се пред се на ова место што се наоѓаме сега да изградиме нов македонски православен храм и исто така да заедно со
постарите да продолжиме, значи без да ги исклучиме, значи со нивна помош, поддршка, ние помладите да добиеме мотивација и да продолжиме со понатамошната изградба на храмот Свети Наум Охридски во Виена. Денот да биде вековите одлучиле да го поканат и танец. Велат да грмне тешкото и сите да не поткрене, да не врати со спомените во родниот крај. И така видна, преполна сала, амбасадори, почесни конзули, црковни великодостојници, пратеници од австрискиот парламент. Сите простуми со овации му оддадоа признание на македонскиот фолклор и на работата на Македонската православна црковна општина Свети Наум Охридски.